Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате: жителите од стариот дел на Тетово подзаборавени, а обвинувања за нечистење на снегот стигна и до општина Гостивар од локалниот огранок на Дуи. Едукативна сликовница со дигитални задачи на тема здрава храна. Прво дело на оделенскиот наставник Сонја Трифуновска од Тетово. Млади, талентирани, енергични, музичкиот бенд Stonehenge од Тетово го најавува својот прв албум. Улиците на стариот дел на градот Тетово поради врнежите од снег не се исчистени, а жителите се крајно незадоволни и сметаат дека општината треба да биде поангажирана во поглед на расчистување на истите. Втор ден од снежните врнежи, а населбите од стариот дел на Тетово заборавени. Снегот на улиците го отежнува движењето и на возилата и на пешаците. Жителите на Двабреста, Певчина и Колтук се незадоволни, бидејќи како што велат, при вакви временски услови овој дел од градот никогаш не е исчистен, па им останува сами да се снаоѓаат. Во овој дел на градот улиците никогаш не се исчистен. И сега нарочито ич. Немој човек да пројде. Никој не доаѓа, нити те праша, се ќе дојде и за ѓубрето, и нема дојде, мислам да го зема и ѓубрето. Овде не доаѓа, може фрля сол, ама не доаѓа. Улиците само во централното градско подрашје се проодни за моторните возила, а тротоарите делумно се исчистени. Граѓаните на Тетово сметаат дека надлежните треба повеќе да работат. Не сме задоволни. Вие сами гледате дека не се чистили општо. Путовите се добри, ама вака пешачките не е. Вчера сум шетал, катастрофа. И се вратив, малку излезе да се шетам и се вратив пак дома. Тоа дека катастрофа. Моментално ништо не се работи. Од општина Тетово пак велат дека нивните екипи се на терен на патиштата во планинските села и во градот и дека постепено ќе бидат исчистени од снег и погорните населби. Со оглед на тоа дека во изминатиот период имавме врнежи од снег и ниски температури, екипите на секторот за комунални дејности при општина Тетово успеаја да исчистат поголем дел од улиците низ централното градско подрачје, меѓутоа и сите оние улици за кои што нели нормално во текот на овие 2 дена се постигна, затоа што истовремено се чистеа и улиците во високопланинските предели на подшарпланинските села. Ако тргнеме од Шипковица, Вејце, Бродец, Вешала, Бозовце, исто така се премина и на потегот кон селото Джепчиште, Ѓермо, а исто така исчистени во текот на вчерашниот ден беа и патните правци кон селата Једоарце и Сетоле. Инаку и граѓаните имаат обврска да го исчистат снегот од пред домовите и деловните објекти, бидејќи во спротивно ќе се соочат со соодветни поднесоци и со законски предвидените парични глоби. Согласно Законот за јавна чистота и Законот за безбедност на патниот сообраќај, правните лица сопственици на објекти, кои нема да обезбедат редовно и квалитетно чистење на снегот од јавните простори пред објектите, ќе се соочат со соодветни поднесоци и со законски предвидените парични глоби, кои се движат од 500 до 1000 евра и плюс 100 за одговорното лице на објектот или од 2000 до 3000 евра во денарска противредност за правните лица. По само 2 дена врнежи, Гостивар е блокиран од снегот, реагираа денес на пресконференција од Гостиварскиот огранок на Дуи. Оттаму посочија дека општината сезонава нема договор со ниедна фирма за зимско одржување. Од општина Гостивар не сакаа да ги коментираат ваквите наводи. Обвинувања за нечистење на снегот и за заглавен тендер за зимско одржување денес стигнаа на адреса на општина Гостивар од локалниот огранок на Дуи. Председателот на огранокот Башким Хасани посочи дека во Гостивар владее хаос поради снегот и дека општината нема склучено договор за зимско одржување на улиците и патиштата. Станува збор за случај кој може да се случи само во општина Гостивар, каде среде зима општина Гостивар се уште нема потпишан договор со ниеден оператор за одржување на патиштата, како што е пракса во секоја друга општина и како што било пракса секогаш во општина Гостивар. Јавно го прашуваме соработникот на ѓаволот зошто заглави постапката за тендер. Дали бандите интервенира и не беше постигнат компромис
кој ќе го контролира тендерот и кој ќе го добие процентот. Јасно е дека градоначалникот е фатен од бандите, исправувајќи се со коалицијата со ѓаволот, ги заборавил граѓаните. Хасани запраша како општината без договор ќе ги плати неколкуте оператори кои деновиве излегле да работат на терен. Дури оние неколку оператори кои ги гледаме на терен, чистејќи ги патиштата, го прашуваме таравари како ќе ја изврши исплатата без да имат подпишани договори. Ако операторите излегле на терен и работат доброволно, тогаш јавно им се заблагодаруваме. Но ова не го амнестира градоначалникот од неодговорноста што ја има како градоначалник, бидејќи во претходните години тој плаќаше на оператори дури и кога немавме снег. На нашето барање за одговор на ваквите наводи од општина Гостивар рекоа дека не сакаат да ги коментираат пресконференциите на ДУИ. Пристигнаа првите дози вакцини во земјава. Дали со текот на процесот на вакцинација ќе може граѓаните и да бираат од која вакцина сакаат да примат и зошто толку се чека за пристигање на вакцините во земјава. Министерот Филипче одговара на овие прашања. За сега ќе почне процесот на вакцинација со тие вакцини кои што ќе бидат на располагање, меѓутоа како ќе се зголемува пристапот, а очигледно е дека ќе се зголемува пристапот во месеците кои што доаѓа, ќе имаат граѓаните и таа можност. Не би рекол дека сме чекале кој знае колку долго. Еве, буквално сите земји во светот го имаат истиот проблеми, дури и во тие земји кај што вакцинацијата започна, во некои дури и запре, а некаде каде што се одвива процентот на вакцинирање е навистина мал, со сосем мал број на земји кои што се навистина исклучок. Ние навремено реагиравме, навремено ги започнавме разговорите со буквално сите компании, со колективните механизми како се отвораа можностите, така ние ги правевме сите следни чекори. Би рекол дека е исклучиво прашање кое што ги прати правилата во делот на завршување на студиите и сите сертификати кои што вакцините ќе ги добијат. Заради тоа што Pfizer беше најнапред и во клиничките студии, и во добивањето на сертификатите. Затоа сите земји најпрво се свртија кон компанијата Pfizer. И сега како се завршуваат сите други процеси на другите компании за кои што мора потенцирам, знаеме дека се развиени на безбедни платформи, меѓутоа во административните процеси на добивање на документите беа нешто покасно, така ќе се зголемува и достапност. Разговарав со представници од британската амбасада кај нас, ние ја пратиме ситуацијата. Постојат две опции. Или силниот бранд се должи ексклузивно на варијацијата, односно мутацијата на вирусот, што значи дека доколку значено се зголеми број на случаи, не само кај нас, во било која земја, веројатно ќе треба воведување на дополнителни рестриктивни мерки, или едноставно станува збор за природен тек на епидемијата во тие земји, не само како резултат на мутацијата на вирусот. За сега кај нас, со овој процент на детекција на мутацијата на вирусот, нема потреба да се воведуваат дополнителни рестриктивни мерки, но будно ја пратиме ситуацијата, анализираме, гледаме како ќе биде. Меморијалниот марш Ласкарци годинава имаше скратена рута поради лошите временски услови, но ја задржа символиката. Гостивар е обединет во тагата и вакви несреќи да нема никогаш повторно. Најмалиот учесник во маршот имаше само 7 години. Во невреме, на минусни температури по снег, планинари и граѓани маршираа во спомен на жртвите во автобуската несреќа кај Ласкарци. Меморијалниот марш годинава имаше скратена рута, но ја задржа символиката и испрати силна порака. Вакви трагедии никогаш да не се повторат. Маршот, што во сабота навечер го организираа повеќе спортски клубови под покровителство на општината Гостивар, започна од Гостиварската наплатна рампа, а заврши на градскиот плоштад. Граѓаните заслужуваат да ја знаат вистината зошто се случи тоа, се со цел да не се повтори никогаш. Више, затоа и денес сме се собрале сите тука, дел од членовите на семејствата, на починатите од 13 февруари 2019 година, две невладини организации од Гостивар и други луѓе кои што гледаа за сходно, иако е огромно невреме во Гостивар, да пешачиме од Патарината до центарот на градот, кај што се поставени 16 светла. Втора година на граѓанската иницијатива за одбележување на трагичниот настан Ласкарци.
се приклучи планинарскиот спортски клуб Бистра од Гостивар со активно учество со своји членови и секогаш ќе го поддржуваме ваквиот настан да не се заборават жртвите, а да не се повтори ваква трагедија. Апелираме секој да се врши својата работа и средствата и шоферите да бидат под некоја поголема контрола за да не се случуваат вакви немили настани. Ние планинарското друштво Шари втора година учествуваме во маршот што стана во Ласкарце, кај изгубија животите група голема од Гостивар, 16 души млади луѓе. Им препорачам на сите овие транспортери што ги носат луѓето. Голема одговорност нивна е, луѓето више не се враќаат. Затоа треба пажливо возење, како што е законот ни следува во Република Македонија. Најмладиот учесник во годинешниот меморијален марш Ласкарци 2021 беше 7-годишниот Жарко. Невремето и студот не го исплашија да ги испешачи неколкуте километри заедно со останатите планинари. Како се викаш и колку годинки имаш? Жарко, годинки имам 7. Ти одеше заедно на маршот, беше тешко? Не. Како се чувствуваш сега? Добро. Планинариш? Да. На градскиот плоштад во Гостивар во спомен на 16-те загинати во несреќата, кон небото беа пуштени 16 црвени балони во вид на срце, а нивниот символичен пат до вечноста беше проследен со светлосни ефекти. Едукативна сликовница со дигитални задачи на тема здрава храна е првото дело на оделенскиот наставник Сонја Трифуновска од Тетово. Идејата на авторката е да го пренесе своето досегашно знаење, а учениците да учат на малку позабавен начин. Едукативна сликовница со дигитални задачи под наслов Петар учи за здрава храна е првото испечатено дело на оделенскиот наставник Сонја Трифуновска од Тетово. Истото е наменето за учениците од трето оделение, со цел преку случките на Петар да можат да разберат зошто треба здраво да се хранат, но и учењето да им биде забавно и преку игри, вели Трифуновска. Мојата прва книга ја напишав како одговор на потребата која што ми се јави кај мене, своето знаење кое што го стекнав досега како оделенски наставник да го пренесам, но исто така посакав учениците, односно децата, да учат на малку поинтересен и малку позабавен начин. Не е само приказна која што е поучна, туку во неа има многу едукативни задачи, има образовни игри кои што ќе бидат интересни за дечињата и преку кои што ќе можат тие да ги применат своите знаења. Таа е издадена од страна на издавачката куќа Едукамак на Ели Маказлиева, која е докажан едукатор. И ова е промотивно издание, додека пак во месецот март, на почетокот, значи на месецот, ќе има издание со поголем тираж и ќе има книгата во книжарниците. Трифуновска вели дека веќе работи на 2 нови дела во серијалот Едукативни сликовници. Додава дека во создавањето на книгите многу е важна и соработката со другите наставници за поголеми резултати во образовниот процес. Во периодот кога ја пишував книгата, имав многу добра соработка со една моја колешка, оделенски наставник, Гликерија Илиоска, и таа ми беше малку мотивација за да ја пишувам книгата, зашто во исто време и таа пишуваше, и двете издадовме книги. Таа има 2 книги, Творечка работилница 1 и Творечка работилница 2, за усно и писмено изразување и творење. Сега оваа наша соработка секако дека представува доказ како, например, наставниците ако соработуваат и ако си разменуваат мислења, дека ќе постигнуваат многу поголеми резултати во образовниот процес.
Инаку тимот на емисијата Растеме подготви емисија на тема здрава храна со оделението на Трифуновска, која ќе може да ја проследите во среда во 21 часот на програмата на телевизија Кисименада. Тетово може да се пофали со млади талентирани музичари. Пример за тоа е и бендот Stonehenge, кој создава авторска музика и веќе го има снимено својот прв албум. Албумот содржи 8 песни, а членовите на бендот се надеваат дека ќе се подобри ситуацијата со пандемијата за да реализираат успешна промоција. That's what makes us different, babe. Млади, талентирани, енергични, бендот Stonehenge од Тетово го одликува автентичен, алтернативен звук и креативност. Бендот започнал со креирање на авторска музика и веќе го има снимено својот прв албум. Велат сите сме автори на албумот кој содржи 8 песни. Секој е задолжен за својот дел, а за време на нивното свирење може да се почувствува хармонијата помеѓу нив. Stonehenge се состои од 4 членови. Ангела вокал, Марко на тапани, Шорти Исмаил на гитара и Деки на бас гитара. Формиран е март 2018. Првен почна како ковер бенд. Ама после тоа решивме да правиме авторска музика и сега планираме да настапуваме само со авторска музика. Моментално сме четворица. Шорти Исмаил на гитара, Деки на бас, Марко на бубњеви и ја вокал. Како кавер бенд немаш многу избор како да се определиш. Само свириш тоа што би сакале луѓето да слушнат, барем според мене, така сметам дека се сите кавер бендови. А веќе кога правиш авторска музика имаш повеќе избор да експериментираш и да направиш све што сакаш понатаму да слушаш и другите да слушаат. Сите во бендот слушаме различна музика и затоа сметам дека се измешани многу стилови, но ако веќе би морала заклучам на некој стил е најверојатно инди рок. Сите се самоуки. Самите се учеле да свират на инструментите и голем дел од својата енергија го посветуваат на напредување и креативно изразување преку музиката. Имаат настапувано не само во Тетово, туку и во Скопје и во Гостивар. Секаде биле добро примени од публиката. Бевме окей примени, иако во тој момент тезгата, односно изборот на песни не беше конвенционален, да речеме како други песни, други бендови кои што свираат метал или некој класик рок. Баш ние бевме насочени кон алтернатив рок музика со некои други елементи, така да може првично им беше чудно нашиот избор на музика, ама како не запознава, мислам дека создадовме некоја група на фанови или обожаватели кои што мислам дека од моментот на кавер свирење ќе се пренесат, ќе им се допаѓа и нашата авторска музика во неа. Членовите на бендот се надеваат дека наскоро ќе се стабилизира ситуацијата со пандемијата и ќе можат соодветно да реализираат промоција на својот прв албум. Пронајдена марихуана, одземено возило со истечена регистрација кој го управувал малолетник, пожар во куќа во Гостивар. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 9 лица, 8 од Тетово и 1 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 26 лица од Гостивар изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 287 лица од Тетово и 103 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера околу 14 часот и 15 минути на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода 18 годишно и 17 годишно лице од Тетово, затоа што при нивен преглед им била пронајдена марихуана. По целосно расчистување и документирање на случајот ќе следуваат соодветни поднесоци. Вчера вечер пак околу 22 часот и 25 минути во Тетовско Теново, полициски службеници времено одзеле патничко
моторно возило со гостиварски регистарски ознаки, што го управувало 17 годишно лице од ова село. Возилото не било регистрирано повеќе од 6 месеци. Се расчистува случајот и против него и сопственикот на возилото ќе биде изготвен поднесок. Денеска околу 4 часот и 30 минути во СВР Тетово било пријавено дека се случил пожар во куќата на 61 годишен гостиварец на улица Браќа Блажевски во Гостивар. Нема повредени лица, додека опожарен бил дел од покривот на куќата, електрично броило и двоводен електричен кабел. Увид ќе биде извршен во текот на денот. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието. Останете со нашата програма, следува спортскиот преглед со колегата Павле Симовски. Пријатно!